Последен гостин е нашата мега звезда Тоше Проевски. Величествениот Тоше Проевски. Тоше Проевски. Sve djevojčice, žene, majke pohitale oko našeg današnjeg gosta, a on je... Звездите не постојат, освен оние на небото. Јас само си ја работам својата работа, а тоа што сум популарен само ме прави успешен. Голем музичар, хуманитарец, идол на младите и човек кој ги обединуваше луѓето, уривајќи ги јазичните, националните и верските бариери. Да беше жив, Тоше Проевски денеска ќе наполнеше 40 години. Секоја година неговите пријатели, обожаватели и соработници се подсетуваат на балканскиот ангел и неговата музика. И со солзи во очите зборуваат за неговата харизма, насмевка која плени со милост, срце полно добрина и неверојатниот талент да ги срочи најубавите зборови во најмелодичните песни. Денеска се подсетуваме на неговиот живот преку приказните кои неговите пријатели уште долго ќе ги раскажуваат. Сме имале повеќе дружба отколку соработка. За соработка можам да го споменам тоа фамозно негова последно интервју во петата сезона на Вртелешка со Весна Петрушевска. А инаку за прв пат Тоше го запознав лично на додела на, ако се сеќавате, наградите на тогашниот весник Вечер, во кој што публиката, односно луѓето, можеа да гласаат со купони од весникот за своите омилени јавни личности од различни области. И тогаш се запознавме на додела на вечеровите награди во Стар МНТ, односно Театар Центар во Скопје. А инаку, потоа и се дружевме честопати. Јас бев голем него фан, голем почитувач на она што тој го правеше. Можам бар да се разбудам посвет на љубовта без стари долгови. Нашето официјално запознавање се случи на промоцијата на албумот Игри без граници. Затоа и го донесов, бидејќи ми е еден од најдрагите спомени кои ги имам од Тоше со посвета од него, која ја добив на таа промоција. Се сеќавам дека колегата Саша Николовски ме представи на Тоше како помлада колешка. И сега од оваа дистанца, откако тој не е повеќе со нас и му придадовме толку многу епитети на ангел, на светец и така натаму, може да звучи и претерано тоа што ќе го кажам, но навистина тој имаше таква некоја величинствена божествена енергија и јас така и го доживеав кога се поздравив и се запознав со него, како да ме допрел Господ буквално, и тоа тогаш го кажував, не од оваа дистанца сега. Ја не сум имал некоја Бог знае каква дружба, али знам дека имавме едно взаемно почитување и дека она малку пати, можеби едно 10 пати што имаме седено заедно. Изузетно коректно, изузетно нормално, без многу нешто. Ја тоа би го нарекол прикачување на медаљи и хвалоспеви. Тоа е нормално обична комуникација човечка, што и ми остави впечаток и ми створи една слика за него дека е тоа. Па да те бакнувам, тоа го нема одамна. Јас никогаш нема да заборавам едно наше заедничко патување на еден голем концерт во чест на Свети Влаха. Тој е заштитникот на градот Дубровник, го организираше големата Тереза Кесовија, на која што настапуваа Тоше, Калиопи и специјална гостинка беше покојната Исмера Джепова Теодосиевска. И никогаш нема да заборавам после тој голем концерт со тие големи балкански звезди собрани од целиот Балкан, кои направија еден мал джем сешн во аулата на хотелот. Никогаш нема да го заборавам моментот кога излегува да пеат Тоше, Калиопи и Исма. Тоа беше нешто што верувам дека ќе им остана за секогаш во сеќавање на сите тие музички колеги и пријатели и на сите нас кои бевме присутни тоа вечер.
секогаш кога ги пеам неговите песни не се опишува со зборови. И на Пинкове звездице додека бев. Ја испеав Полско цвеќе и мислам дека многу мина ја видеа реакцијата на Гоца Тржан, нели, Гоца Тржан беше преблиска со него, имаа песна заедно. Ето тоа ми е криво што немам песна со него. Таму кај што сме биле заедно со настапи, не знам, сме пееле заедно и на Билјанини извори, у центар на Охрид и у Скопје и знам дека една вечер у Охрид. Ја и он сами заглавивме до 5 сат вајка. И се надпреварувавме која песма ја знае. Не знам, свашта нешто те. Елвис Присли, тотално спротивно од она што јас го работам. You go alone. Times like these can't make it on your own. Немаше речиси рок-н-рол воопшто, иако знам дека беше заљубен у хеви и хард рок музика. Многу сакаше да пее. Мада за волја на вистината, што ја мислам дека тоа се гледа и на неговиот последен, ако воопште последен, но посмртно објавен албум што е Is This Love од Вајсен. Таа промоција на албумот Игри без граници беше многу хаотична. Сите сакаат дел од Тоше. Од новинари, фанови, по стоти пат му приоѓа, по стоти пат се сликаа со него, го гушка, зема нели од албумот, бара потписи се. Јас некако се обидов да задржам таа граница на професионален новинар, присутен на таа пресконференција, да не се претворам во некој фан, бидејќи така некако луѓето ја губеа таа граница со Тоше, премногу еуфорични стануваа во негово присуство, и хистерични. И помина целата пресконференција, се сеќавам, и дури некако на крајот се осмелив, ајде ќе му придам јас на Тоше, па нека ми го потпише нели албумот. И тоа е единствената фотографија што ја имам со Тоше на крајот од пресконференцијата и нели албумот кој сега не ми стои во секцијата други албуми, туку на посебно место на сувенири кои си ги чувам. Се сеќавам дека на таа пресконференција многу не интересираше дали е со Андријана Будимир или не. Таа стоеше подпрена на зид и некако не комуницира, не стоја заедно на пресконференцијата, но ние претпоставувавме дека нешто се случува. Тоше ги пееше песните во живо и само ќе ја погледнеше дискретно и ние има тука нешто, нели, нашето новинарско љубопитно и од другата страна, на страна од музиката и убавите песни. Само за мене си ти, за вечност дадена. Сакаш малку да се тргнеш настрана и да... Не може. Како го правиш тоа? Машинеријата му зеде во, како викаат старите, во бубањот и готово. Нема враќање назад. Барам ревитализирање од секојдневни интервјуа, од шминкање, од вадење шминка, од пакување. До тука ми е се. Речи си ништо не сум споделил поднос на тоа интервју. Јас, после трагичната загуба на Тоше, воопшто немав потреба да зборувам за тие негови последни мигови кои по игра на судбината ги сподели токму со мене и со Весна. Сметав дека тоа е нешто апсолутно лично, што треба да остане само меѓу нас. И еве после толку години, после една огромна дистанца, би го споделил само моментот како се поздравивме таа вечер, кој беше многу чуден, необичен. Имаше во него некаков чуден синхроницитет, не евуваше можеби никакви чудни збивања, чудни енергии. 3 пати се прегрнувавме пред конечно да влезе во својот автомобил заедно, или да отпатува за
прво за Ниша, потоа за Загреб на снимање на спотот на неговата песна, така што тоа е она што ден денес ми е силно врежано во моето емоционално сеќавање, тие преградки со Тоши и неговите очи. Здраво, јас сум Бети. А ова? Ова е мојата книга полна со спомени за Тоши. Велат дека никој не побегна од спомени, посебно ако тие се запишани со ноти. Тогаш се вечни. Јас ја земав главната улога за мюзиклот на Тоше. Памтам дека имаше многу публика и на премиерата и на останатите представи. Така да, ете, било ми е што кај нас нешто такво успеа да се направи. Успеа да го направат. Тоа беше еден преубав проект. Баш пред премиерата, додека се спремавме и правевме проби околу 40 дена сигурно. Бевме онака сите преблиски, поготово јас бев премногу блиска со Весна Бејби. И седавме позади сцената и правевме муабет за Тоша. Јас ја прашував каков бил тој и каква личност и како и било не зашто го познавала, како се чувствувала. Знам дека на кастинг талент шоуто кога требаше да се одбере кој ќе биде главна улога, на аудицијата ја пеев Икона моја, односно Казна моја си ти. И знам дека Весна Бејби ми кажа таа била една од неговите омилени песни кои што секогаш ја чувал за себе и на ниту еден настап негов не ја отпеал затоа што така ја чувал за себе. Тоа беше нешто кое што ми направи уште повеќе да сакам да ја пеам таа песна и да ја почувствувам. Па го наговарав, јас бев у жирито кога он отиде на Евровизија со она ружна песма од како се викаш она? За Ангел си, да, за мене беше ружна. Се сетам кај беше тоа. Седно на клавир и ми пееше некоја песма негова. Не можам да сетам дали беше не, мислам дека беше негова. Не знам како дојде до тој муабет. Не му викам, ова треба да ја свириш на Евровизија. Не ми пееш тие глупости. И знам дека од цело тоа жири некои рече, гладни сме. И ако ја викам, ја кидам да земам јадење за сите, кај кидеш? Он ми вика, кај кидеш? Викам, кидам до Макдоналдс. Вика, и ја кидам. Викам, ајде, нема да кидаме заедно. Стана се облечи и истрча Лилја по него и где ćeš Toške sada? И ја ми навигна, вика, дај, вика, ја морам да се вратам. Викам, окей, ја сконтам дека мора да се врати и така. Изетно беше под влијание на Лилја. Што мене на моменти, тоа негова лична ствар беше, али на моменти гледав повеќе реализација на незините желби отколку неговите. И потпишан, и морално, и човечки, како сакате дека. Не беше одушевен со Ангел Сити што отиде на Евровизија, али му беше наметнато и просто кога работиш со одреден менеджмент, наравно дека последната е твоја, меѓутоа ако си така попуслив како него, а он беше тип кој што сакаше да им удоволи на другите и вика, добро бе, нема веќе. Мислам дека он требаше да иде со една негова ствар. Рано и сутрината во сообраќај на несреќа на автопатот Загреб-Ликовац кај Нова Градишка во Хрватска загина познатиот македонски пејач Тоше Проески. Жално е што дента кога Тоше
почина, односно утре дента, на денот на неговиот погреб, јас бев на програма во радио. Добро вечер, Ели, поздрав до сите присутни на градскиот стадион во Скопје, до сите фанови на Тоше кои што ширум светот ќе го проследат вечерашниот концерт. И тоа беше многу трауматско искуство да треба да имате програма во живо од 3-4 часа со вклучување од Крушево, кои навистина не се издржуваат на работа и не му посакувам на никој да мора да се занимава и со такви дејности новинарски, наместо да се радуваме на неговиот успех, да треба да пренесуваме такви тажни емоции за публиката. Знаеме какво влијание остави неговата смрт. Па ми текнува дека бев прво оделение, многу бев мала и знам дека се спремав за на училиште, со Вајле станав така малце порано и ми беше пуштен телевизорот, одеше на вести Веста, дека починал и како може да го потресе едно таква вест едно дете на толку мала возраст. По љубовта која што ни ја дари нам и на целиот Балкан, која не обедини околу неговиот лик, околу неговото дело, околу неговата музика. Не беше трагично само што прерано згасна неговиот млад живот, трагично беше што тоа се случи на самиот праг пред да го освои светот. Ценам дека Тоше Проевски е еден од малкуте вистински големи и убави нешта кои се случиле на македонската држава и македонската нација, а од која што за жал ние многу малку научевме. Иконо моја, за душа рај ми беше само ти, но небото те скри. О, колку боли, но казна Божја ти, си мило мое, казна моја си.